Во прво време, основната функција на облекувањето било да го заштити телото од надворешни влијанија, како и од временските прилики. Но со тек на времето облекувањето добива други функции. За развојот на модата ќе говориме во оваа приказна. Од 15 до 22 август во Куршумлијан беше поставена изложбата на фотографии Етерна нова, посветена на облековната култура на сите етнички заедници кои живеат во Македонија. Изложбата презентира нов начин на промовирање и представување на облековната култура од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, конципирајќи ја како мода наместо како традиција. Преку представување на овие традиционални народни носи, како насловни страници на модни списанија, да го поместиме фокусот на тоа како се поиме и како се согледува целата облековна култура, односно кои се тие термини кои пенетрираат во дискурсот за кои се разговара за традиционална култура и општо зашто се нарекуваат носи, зашто се замислени како традиционална облека и така натаму. Меѓутоа никаде не се поимаат како мода или никаде не се доживуваат како нешто што е само одреден изблик на одредена култура, на одредена заедница и односно нивните естетски влијанија према тоа тие што го создавале како нивна собствена облека. Работев со тим на етнолози, етнокоролози и колекционери на народни носи. Морам да го споменам Костадин Балкански, кој е еден од најголемите колекционери на македонски народни носи, потоа Дамјан Ристовски, кој исто така е колекционер, и сам ги знам нив од претходно, и се мои колеги, пријатели, влюбеници во оваа тематика и колекционери на народни носи, така да поголемиот дел од носиите се нивни. Интересно е да се напомене дека истовремено додека да речеме Коко Шанел ги шиела и ги правела своите први шапки во Македонија, луѓето уште ги носеле оваа да речеме народна носи, уште ги везеле своите самите невести или самите кажувам невести бидејќи таа е едно од да речеме најбогатите, највезените носи, сами ги подготвувале своите облики. И е многу интересно да се додаде дека баш во селските средини, доколку да речеме сте лаик и доколку немате некакво, основно познавање на како изгледала облековната култура во Македонија, тие костими кои се развиле во селските средини се далеку поинтрикантни, далеку покомплексни, па да речеме и поубави од оние кои се развиле во градовите. Во Македонија имало различни типови носии. Во принцип, кога зборуваме за носиите, ги делиме на тоа како изгледа на носија, ги делиме по етнички предели. Например, во околината на Скопје, да речеме, имате 5 или 6 различни носии, односно различна е носијата во селата во Скопска Црна Гора, различна е носијата во Скопска Блатија или делот околу градот Скопје, односно Скопски Дервен, конкретно селото Кучково има некоја поинтересна носија, односно македонците муслимани кои живеат од другата страна на водно имаат друг тип на носија, така да во околината на еден град можете да налетате на неколку различни видови на носи, во зависност само дали живее македонско, ромско, турско, албанско население, кои имаат апсолутно или различна носија, и тоа се заснова на некакви влијанија, односно да речеме носиите на македонците муслимани, носиите на ромите, носиите на албанците, кај нив се гледа некакво ориентално влијание, додека да речеме носиите на југот, односно во околу градовите Прилеп и Битола имаат некое пак назначено византиско влијание, тоа кај луѓето кои се занимаваат со оваа тематика, особено тие што знаат да ги читаат тие народни везови и самите символи кои се наоѓаат на носиите. Точно се знаело каква носија носи млада девојка, точно се знаело каква носија носи девојка која е пред мажење, која е невеста, која е, не знам, жена со деца, која е свекрва и така натаму, односно според своите социјални улоги носели различни носи. Изложбата нагласува дека традиционални вештини треба да се ценат не само поради нивната историска вредност, туку како трајни изрази на културниот идентитет и креативноста на луѓето од едно минато време. Модата низ историјата се менувала. При тоа многу фактори имале влијание: религија, политика, дизајн, па дури и психологија. Модата почнува да биде низ кој мора да се следи низ културолошкиот развој на општествата.
А јас припаѓам на една школа која што го истражува развојот на модата на мултидисциплинарен начин и обично препознава два огромни периода. Тоа е едниот од настанокот на модата до 19 век и од 19 век до денеска. Првиот период огромен е означен со многу богата текстилна продукција. Вториот дел веќе имаме еден нов феномен, а тоа е појавата на првите модни дизајнери и токму поради тие причини е направена поделбата. Од тојот аспект нели на развојот на самата мода, затоа што со Чарлс Фредерик Ворд веќе се на некој начин се означуваат контурите на она што денеска го подразбираме под мода. Според археолозите и антрополозите, првата облека најверојатно се состоела од крзно, кожа, листови или трева кои биле завиткани или врзани околу телото. Количината и видот на облеката зависи од физичките, општествените и географските фактори. Облеката може да не заштити од студ и од топлина. Покрај тоа, тие може да обезбедат хигиенска граница, држејќи ги заразните и отровните материи подалеку од човечкото тело. Ако живееме на жешко место, како што е нашево, додека разговараме, надворе 40 степени, функцијата на облеката е да не заштити од топлото. Ако живееме на север, функцијата на облеката е да не заштити од ладното. Но постепено со развој на човековата цивилизација, освен заштитната функција, се појавил и момент на обстанок. Дечки, ајде да се организираме во едно племе, окей, кој ќе биде главен, тој, како ќе го бележиме, ќе му ставиме некој побитно, нешто побитно на глава, обично украс некаков, кој што ќе значи дека ова е најсилниот или најпаметниот и ќе не заштити од временските непогоди, животните, другите племиња и така натаму. Сега подоцна, во развојот на човековата цивилизација нормално постои моментот на репродукција, значи моментот на развој и допадливост. А денеска социјалните мрежи до максимум го истакнуваат тој момент и таа потреба на допадливост. Поред некои хипотези, облеката најнапред е настаната како комуникативна алатка и затоа ни кажуваат и многу археолошки наоди кои што се најдени во зони каде што едноставно немало ни потреба од заштита на телото. Значи, некои историчари на модата сметаат дека токму тој комуникативен аспект кој што можеби коинцидирал со расслојувањето на првобитното општество, значи да се прати одредена порака дека некој е поглавица, врач, жена и така натаму, ја дава првата она битна функција на облеката. Сепак знаеме дека е постои она утилитарната функција. Сите знаеме дека како започнува незината улога, таа утилитарна, односно практична, кога дури тогаш каде што немало потреба били на оние племиња да носат, сепак ајде да не кажеме дека тетоважите се првата асоциација за разликување. Меѓутоа, мислам дека главната функција или функции на модата се две: поврзување и расслојување. Во најголемиот дел од историјата, развојот на костимот следи две одвоени линии поврзани со два различни вида на облека. Од современ моден аспект, најочигледната линија на развој може да се формулира како пројавување на разликата меѓу машката и женската облека, односно во двата најопшти типови на облека, панталони и издолниште. Податоците од минатото укажуваат на одредени разлики присутни во обичаите на старите народи, како одстапување во типот на облеката карактеристична за мажите и жените. Например, античките грци и римјани носеле туники и издолништа, додека една друга група на народи, односно оние кои живееле во планините како што се шкотланѓаните и современите грци, особено во 18-тиот и 19-тиот век, носат еден вид на облека која наликува на женско здолниште, килтот кај шкотланѓаните, а фустанела кај грците. Кога ја разгледуваме оваа страна низ историјата, не треба да го прескокнеме ни податокот според кој жените на далечниот и блискиот исток одамна носеле панталони, шалвари кои денес представуваат нивна доминантна облека.
Мода како феномен постои од кога во западната цивилизација промените почнуваат да се забрзуваат. Значи, се додека имаме цивилизации како египетската, како античките цивилизации, зборуваме за костим бидејќи не се менува. А кога веќе имаме развој, забрзан, трговски, индустријски, размена помеѓу култури, помеѓу нации, помеѓу религии, тогаш веќе доаѓаат влијанија од исток кон запад, од запад кон исток и тогаш веќе можеме да зборуваме за мода. Значи, да речеме дека е тоа првата битна фаза кога се појавува терминот мода. Не постои точна година, меѓутоа согласени се истоичарите дека некаде во околу 16 век се случува тој феномен. Подоста можеме да кажеме дека индустријската револуција е многу значајна, бидејќи се јавува нова богата класа, до тогаш привилегирани слоеви биле монархија и аристократија, сега се појавува една класа која што е буржуазија, која што исто така има еден дел од колачот, од финансиските средства, од моќта, и која што со својот начин на живот наметнува нови однесувања и нови правила. Значи, машката облека, машкиот изглед станува многу посмирен, многу поминималистички, мажот мора да инспирира доверба, тој ги носи парите и целата финансиска поволна состојба се префрла врз женскиот изглед и таа станува накитена, нели има сега една серија Gilded Age, послатената ера, каде што жената станува одраз и огледало на богатството на мажот. И тука веќе имаме нови некои интересни моменти. Историски развојот на модата ја истакнува уште од 18-тиот век, спротивноста меѓу богатството и сиромаштијата, претераното и неопходното, непотребното и доволното, луксузот и просечноста. Антуанета доаѓа како прва асоциација, меѓутоа јас не би се зафатила за неа, туку за мадам Попадур, која што нели е малку пред неа, љубовницата на Луј 15, нели? И која што, зошто сакам сега да ја потенцирам. Во моментов е многу актуелна машката фризура Попадур, која што мислам дека секој втор маж ја има, толку е многу актуелна. Тоа од Тимберлейк кога беше нели она кампања за Луј Витон, некаде да речеме од тогаш е промовирана и актуелна и модерна. Ама мислам дека денес никој не знае дека баш така се нарекува и дека е според нели оваа многу влијателна личност во тоа време. Влијателна во сите сфери, буквално, не само, ама ете оставила и ваква трага визуелна. Скривајќи или откривајќи ја голотијата на телото, облеката е јасно полово и општествено обележи, овозможувајќи да се оценат, прифатат и отфрлат поединци или групи. Во некои општества облеката се користела за да укажа на класата или статусот. Постоеле дури и одредби со кои се определувало кој што може да облекува. Во сите култури, не само во западноевропските, постојат така наречени сунтуарни закони со кои што се регулирало изборот на бојата, изборот на материјалите и така натаму. Мене еден таков битен закон од римската историја веднаш ми паѓа на ум, тоа е Лекс Опија, кој што е донесен за време на пунските војни, со кој што се лимитирало изборот и употребата на луксузни ткаенини, злато и така натаму кај жените, затоа што римскиот буџет поради војните бил многу празен. Постоела пред се определена колор карта, обично пурпурните тонови, пурпурната боја и пигмент биле најтешки да се добијат и обично тие биле наменети за императорот, за кралот, за царот, за царицата, значи за исклучиво за владетелите. А потоа исто така ако зборуваме за свилата, во кинеското општество не можело секој, било параметрирано кој сме и кој може да носи свила. Па потоа разни, сега например имаме разни медали, орнаменти, декори во војската, кои што означуваат чинови, тоа се правила и регулативи кои што значат кој, како и кога треба да се облече. Денеска е тоа претежно применливо во униформите или во спортските надпревари. Нели? А во секојдневното облекување
Има непишани правила, например ако имате некој настан или некој коктел, па на поканата ќе добиете дрес код. Инаку тоа не е со закон пропишано. Модните податоци честопати во минатото биле користени за да се нагласи општествениот статус. Модните додатоци, тоа е еден термин кој што кај нас за среќа е многу точно преведен, затоа што и во самото потекло на зборот го наоѓаме латинскиот збор акедер или акцедер, кој што ни кажува дека нешто се додава, нешто се воздигнува, нешто добива екстра како вредност. Во историјата модните додатоци имале најразлична функција, да го одбележат статусот, родот и така натаму, професијата. Дури и на моменти модните историчари се и понатаму збунети за класификацијата. Денеска она релативно прецизна класификација ни кажува дека се воглавно додатоци кои што или ги држиме некако, или ги носиме на нашето тело, понатаму има субспециализација и така натаму. Меѓутоа, едноставно, нивната функција покрај утилитарната, повторно е и символична, повторно е и комуникативна. Таа кажува многу за личноста која што носи, а во современата пак мода е најдобар начин еден моден изглед да добие индивидуална компонента. Облеката во минатото била правена од најразлични материјали. Материјалите варираат од кожа и крзна, ткаенина до сложени и необични природни и синтетички материјали. 1800 година, кога првпат се појавува синтетиката, до тогаш се само природни материјали се користеле. Историски има факти дека ленот е првиот, односно кората на дрвата е она која што првата ги ја формира ткаенината, да речеме, тоа се. Тука има и некои сознанија дека 100.000 години наназад се првите ткаенини. Меѓутоа, ленот е оној кој што е првиот, потоа доаѓа волната, па ја имаме и свилата која што е карактеристика за Кина и која што долго време се чувала како богатство кога ја пренесувале. Се додека постои таа приказна, кога царот Јустинијан ги пратил своите свештеници и тие престојувале 2 години, па потоа ја прошверцувале свилената бува, за да потоа може да се произведува и во Европа. Покрај утилитарниот аспект на модата или на облеката, додатоците и така натаму, сепак таа знае да се појави и заживее и поради некакви дури на моменти ирационални причини. Има безброј ликови кои што биле мокни владетелки, владетели, интелектуалци и така натаму, кои што оставиле огромен впечаток во одредени фази на развојот на модата, меѓутоа јас би ставил приказнати од она другата страна, од аспект на автори, така да, например, Пол Пуаре, големиот моден дизајнер кој некако реши од своји причини да се бори за ослободувањето на женското тело, сето она што го мачеше со векови. Ние имаме движења, имаме правци, например во 80-тите години беше многу битна музиката. Кој бенд го слушате, не знам, Нов Бран, така се облекувате. Пред тоа, например, тие кои што ги носеле промените, например, во генерацијата на бејби бумери биле, не знам, Елвис Присли или Джеймс Дин, кои што биле феномен наречен бунтовник без причина. Пред тоа наназад, ако се вратиме, Марлен Дитрих била првата јавна личност која што се облекувала на андроген начин и ја вовела таа андрогена естетика на облекување. Патот на свилата имал влијание врз развојот на облеката. Станува збор за да речеме појава која што траела со векови и во науката се познати исцрпни студии
во кои се ангажирани научници од повеќе земји, како од западноевропски, така и од страна на Кина, кои ни зборуваат за размената на свила и други добра од крајот на минатиот милениум па се некако интензивно до 15-тиот век од новиот милениум. Во Европа доаѓаат луксузните ткаенини, некогаш и луксузни готови производи, и со тоа се збогатува понатамошниот развој на европската облека. Свилата се уште се води како доблесна материја поради незите естетски и термички способности секако, но патот на свилата со самото тоа дека представувал трговска размена, тука не се разменувала само свила, нормално се разменувале зачини и разни комерцијални добра, се разменувале и мисли, и филозофија, и култура, и идеја, и технологија. Значи, од негде втори век од пред нашата ера, па до кај 15-16 век, кога веќе вештината на изработка на свила била превземена во Италија, па и во Франција со Ренесансата. До почетокот на 21 век, западните стилови на облека до одреден степен станале меѓународни стилови. Овој процес започнал стотици години порано за време на европската колонизација. Процесот на културно ширење се заселил низ вековите, како што западните медиумски компании се пробивале на пазарот низ целиот свет, ширејќи ја западната култура и стилови. Брзата мода исто така стана светски феномен. Модата во почетокот на 20-тиот век диктира суштински промени што за секогаш ќе го променат сваќањето пред се на улогата на жената во самото општество. Облеката на почетокот на своето појавување имала улога на заштита, но како што се менувале општествата, и таа трпела промени и се менувала. Кои се етапите како се менувала костимографијата, односно облеката, каков развој протрпела? Па, долга е историјата на облеката и во зависност во кој дел на земјината топка. Например, во Кина се изработувала чиста свила. Во многу варијанти се правеле прекрасни облеки 3000 години пред нашата ера. А свилата кај нас стигнува некаде во 6-тиот век со некои монаси што е во стапчијата што ги носеле за пешачење, ги ставиле јајцата од свилената буба за да ги пренесат. Мислам, различно е секаде. Меѓутоа се од ископините што се наоѓаат некаде горе во северниот дел на земјината топка во Холандија, во Данска, првите ископини покажуваат дека првите облеки што се пронајдени се правени од лен, од коноп, дека се ткаеле, дека имало игли од коска со кои што ја шиеле дури ја шиеле таа облека. Што подоцна, мислам, на други места, да речеме во Грција, тоа исчезнува. Облеката се драпира. Платната, мислам, околу телото се драпираат. Во Египет исто така се драпира облеката, е некаде околу 1400 година пред нашата ера, тогаш почнува да се носи и шиена облека кај нив. Например, на Крит облеката се е специфична. Тоа е 15 века пред нашата ера, е шиена облека, мислам. Жените носеле корсети, дури и метални шипки на предниот дел за да може да бидат исправени. Дури и тоа постоело во едно време, мислам, кога на друго место луѓето оделе примитивно живееле, во зависност од развојот на целата околина, мислам, и начинот на живење. И денеска, нели, по прашумите некаде во Бразил, не знам, во Африка, имаме луѓе што одат голи или со некоја наметка од животно. Така да, долга историјата и различна. Можеме да споменеме и дека на некој начин облеката и промените сведочат за културниот развој на земјите и на општествата. Да. Точно така, кога се изучува историјата на облеката, што почнува да се изучува
дури од 18 век, мислам. Ренесансата е таа прва што почнува да слика некои митови грчки од грчката историја. Но со откривањето на Помпеја веќе точно се знае во тие периоди, бидејќи зидовите во нивните куќи биле исликани, се знае какви биле облеките, биле драпирани, меѓутоа на кој начин, како се носеле. И од тогаш, мислам, крајот некаде на 18 век, веќе се појавуваат првите историчари на костим. Се чини дека вистинската револуција во поглед на облеката се случува за време на владењето на Луј 14, кој што облеката ја издигнува на едно различно ниво до тогаш. Има многу анекдоти за неговиот живот, мислам. Бидејќи, како да ви кажам, он од малечок бил прогласен за император, за крал на Франција и бил многу разгален. И како растел, во зависност од неговото однесување кон животот, така се формирала и облеката. Се појавуваат некои панталончиња со многу карнери, блузички со многу карнери. Како пораснува, поозбилен станува, мислам, се појавува друг тип на облека, меѓутоа, бидејќи, како да ви кажам, мажите ја носеле модата. Кралот ја носел модата. И сите биле подредени. Мислам, има многу податоци за театрите што ги правел, например. Овие спектаклите што ги правел во Версај, па тоа се невидени спектакли, па театарските представи со некои глумци што летаат. Во историјата на сценографијата, да малце да погледнете, ќе се зачудите како луѓето си правеле фантазии и си живееле. И, мислам, дури имал и кукли манекенки, по 3-4 што ги испраќал дури и во Русија, за да видат каква е облеката. Фактички биле носители на модата во цела Европа. Во 17 век, например, жените носат перики, кога ќе седнат на столица, по 3-4 сата им ја прават косата, ставаат некои уметоци, па горе некој брод ќе стават или некој двор, животни. Фризурата била дури до 80 до метар висока. Имале, мислам, проблеми како да се качат во колите за да отидат на некој прием. Не спиеле нормално, него седеле на столица, за да може да ја зачуваат фризурата барем недела дена. Би сакала да го споменеме и моментот на развојот на облеката во нашава земја. Што имаме како податоци, какви записи имаме, како се модифицирала облеката во нашава земја? Денес, како гледаме, знаеме, најповеќе можеме да пронајдеме, изнаоѓаме податоци по нашите фрески. По нешто може да се најде. Византија била многу јака и делувала на облеката кај нас, меѓутоа тоа било во градот и властелините, богатите. За разлика од по селата се знае селската облека, фолклорот се развива на тој начин, што и ден денеска е многу познат во светот нашиот фолклор. А што се однесува до облеката во крајот на 19 и 20 век, веќе се соединуваме на некој начин со облеката во Европа, затоа што железницата веќе крајот на 19 век ја имаме и кај нас. Нашите трговци патуваат, носат роба од Запад, носат од Турција, потоа на богатите децата студираат веќе надвор во Виена, во Париз, во Берлин, така да носат кога ќе се вратат дома, се облекуваат ала франка, не ала турка. И така, мислам, почнува тоа мешање во крајот на 19 и почетокот на 20 век на модата, за после нормално исто да биде како модата како што е и во Европа. Затоа што крајот на 19 век веќе имаме часописи, имаме информации што се носи. После со
напуштањето на корсетот, жената се ослободува, тоа е почетокот на 20 век. Почнува да спортува, имаме тенис играат, одат на плажи, возат точаци, почнуваат да возат коли, така да модата почнува на некој начин да се не да се исповету, да биде иста со машката мода, меѓутоа практичноста во облекувањето веќе се појавува. Така да до крајов сега и 20 век помина, со себе сме изедначени во тој поглед со мажите, мислам, во облекувањето. И ние едно време беа забранети панталони на работа да се носат, да речеме. Дури и ден денеска има некои земји каде што е забранет. А здолништата порано биле привилегија за мажите, не за жените? Па некаде да, точно така. 18-19 век со Француската револуција, поготово добро, тогаш веќе ги има панталоните. Од тие бридж панталони што ги носат до под колената, се постепено се издолжуваат и некаде на крајот на 18 век веќе долгата панталона се носи. И карактеристичен е веќе 19 век, машката мода не менува веќе. Мислам, практичноста на животот, комуникацијата, колите, возот, патиштата допринесуваат да се носи попрактична облека. И мажите, како почнаа да ги носат панталоните, останаа во панталони. Додека кај жената, сепак женската мода има повеќе развој и прифаќање на се можни бои, мислам. Додека кај мажите се знае дека кога се носи црно, кога се носи тегет, летно време се носат по-светли бои. И сега па во 20 век со спортувањата и со развојот на текстилните производи, затоа што ние имаме веќе текстилни производи кои се наменети за попрактични облеки, затоа што денеска многу се живее динамично. Сосема е поинаков односот кон облеката. Би сакала да го опфатиме моментот со фолклорната облека кај нас, бидејќи е навистина впечатлива, има интересни бои на кои што се воодушевуваат сите од светот. Имаме интересен накид кој што ја следи. Читајќи го Стале Попов и неговите опишувања на модата во Мариовско, почнав и да размислувам и да се воодушевувам од нашата жена. Мислам, како живееле на почетокот на 20 век. До 50-тите години нашите во главном живееле по селата. Имало градчиња, градскиот живот бил под влијание на Европа, меѓутоа секое село си имало своји законитости во начинот на правењето на облеката и што се треба да има во облеката. Во главном ленот, конопот, памукот се застапени, жените сами на нивите ги саделе памукот, ленот, после го собирале, го правеле го работеле памукот, ленот за да направат предиво, да направат конец, па од конецот да искаат, па од кога ќе искаат да искројат. Се имало своја намена. И после кроењето, кое парче како да се навезе. Се имало некои законитости. Работеле на бурина. Бурина, тие оние дрва што ноќе горат. Немале струја, немале газија се викаше едно време во лампите што се става. Тоа веќе почеток на 20 век по селата доаѓа, пред тоа немало. Накитот бил прилично богат. Од гердани, од свеќиња ги носеле на појасот. Парите, да. Сега има и, например, и линденците, комитите. Кога го спремале линденското востание и пред това, во некои села дури прават и забрани за што помалце да се носи накит.
Развојот на модата е еден голем процес кој што е малку тешко да се објасни во неколку минути или неколку реченици. Генерално е поврзана со општествените промени, нели, со историските промени на човештвото и воопшто со историјата на оваа земја и на планета. Генерално е врзана со поделбата на оние три главни етапи во историјата, тоа се стар, среден и нов век. И сите тие зборуваме сега повторно за еден сегмент на оксидентална мода, односно зборуваме за оксиденталната западноевропската мода, бидејќи паралелно од почетокот по појавата на човекот, односно на Homo sapiensот, на различни континенти, односно различни региони во светот се развиваат различни одевни култури. Генерално ние во Европа и во Македонија и генерално целиот свет некако најмногу ја обработуваат како развој на најголемата цивилизација, нели, оксиденталната западноевропската култура, иако морам да напоменам дека паралелно во истиот период се развива на другиот крај на светот, тоа е во далечниот исток, тоа се Азија, Јапонија и така натака, во Кина, Јапонија и така натака, се развиваат култури и одевни култури кои што се комплетно различни од она што е западноевропскиот систем. Накратко, морам да кажам што ги карактеризира двете овие големи култури кои што имаат свој големо влијание во развојот на историјата на модата. Тоа е западноевропската мода е мода која што се развива и се менува многу побрзо и почесто во однос на традиционалното и поспоро и побавно менување на одевната навика и култура во далечниот исток. Нешто што најмногу не го знаат нашите гледачи воопшто и во историјата на модата се всушност дека западноевропската мода многу често, посебно по стариот век, потпаѓа под влијание и сите овие одевни навики кои што ние денеска ги имаме на маврите, односно на северноафриканските народи кои што преку Шпанија, Кордоба и така натака, во Андалузија градат, носат нови одевни навики кои што понатака се наметнуваат и се користат во западноевропската култура. Тука би го напоменал во 8 век јас големиот поет, уметник, свирач, музичар и така натака, композитор, тоа е Зиријаб, кој што прв во модната култура ги наметнува сезонските промени на облеката. Па видете, јас имам и денеска слики од почетокот на 20 век од моите предци, моите баби, дедовци, нели, каде што гледам дека влијанието на облеката и како е големо и значено, посебно за развојот на еден систем на мода, ако можем да го наречеме во Македонија. Модата можеби не била толку изразена во однос на иновативни нови манери, односно начини на презентација, нови стилови, развој на нови стилови, туку било повеќе значено на подражување, односно имитирање на она што било актуелно во светот, како што денеска истото се прави, иако денеска системот на проток на информација е многу побрз и многу поедноставен. Така да секако дека тоа било многу битно, бидејќи на сликите, доколку видите во тој период, посебно во почетокот на 20 век, јас директно ќе кажам, моите предци од страната на татко ми потекнуваат од Прилеп, е една доста битна прилепска фамилија. Имам слики каде што можете буквално да ги видите дека облеката е буквално слична, ако не е иста, со одредени трендови тенденции што се случуваат во тој период во Западна Европа, посебно во Париз. Така да, тој начин, влијанието секако на западноевропската култура е многу битна и благодарение на тоа ние денеска, иако имаме многу малку реални артефакти да ги погледнеме, меѓутоа барем од слики можеме да видиме дека навистина Македонија почнува да го фаќа ритамот на модерното, на новото, нормално се до појавата посебно на Втората светска војна, каде што се случуваат големи промени токму поради промената на општествениот систем. Македонија едноставно е земја која што во преносна смисла, да не ме сватите буквално, е земја која што
преку оставштината на идејата на Александар Македонски за првата идеја за глобално општество, нели за размена на размена на културите и нивните специфики, тоа што била идејата, нели, Александар кога ги оставал своите војници на едно место и ги земал војниците од тоа место и ги носел на друго место, тоа раселување на народите всушност било мешање на народите и првата идеја за глобализација. Тоа што всушност нас не карактеризира и треба да го признаеме како најголемо богатство што постои кај нас, токму тоа се случи во нашата земја. Затоа и идејата на поимот на Македонија воопшто во светот се смета како идеја за мешавина, нели мешавина, да речеме, кога ќе речете салата, македонска салата во Франција или во Италија, тоа значи мешана салата од овош или од зеленчук. Тоа воедно ви покажува дека во нашата земја, токму со од тогаш натака, не од антиката па навака, и со преселбата на народите, дека овој простор бил крстосница и размена на многу народи, народности, националности, мали етнички групи, кои што секој на својот начин со развојот на своите етнографски елементи носат одредени влијанија и прават свои костимски диференцијации. Од накит од свеќења, до богати гердани, колани, монети за коса, од плетива до ткаинини во впечатливи бои, од дрвени налани до кожни чевли. Како се менувала облеката во Македонија? Македонската мода доживува возбудлив период, кога турската администрација почнува да се повлекува од нашата земја. Значи, да речеме, периодот околу Балканските војни, односно процесот веќе почнува крај на 19 почеток на 20 век, кога имаме еден развој локален, односно Скопје со железница се поврзува и со Солун и со Белград и почнува да навлегуваат европски влијанија. Тука веќе имаме и размена, имаме трговци, имаме занечи, имаме печалбари, имаме луѓе кои што одат во Европа и кои што постепено кај нас ги носат тие влијанија. Значи, ако до тогаш зборуваме за еден феномен кој што се нарекува костим, кај нас разликуваме градски костим и селски костим. Градскиот костим, значи по, да речам, привилегираните христијански слоеви од нашето општество се облекувале како турците, како османлиите и под турско-османлиско влијание. А во селата имаме, значи, носија. Така што овие изгледи постепено избледуваат и се појавуваат западноевропски влијанија, за кои што понатаму, тоа е еден навистина возбудлив период кога зборуваме за еден стил од минатото кој што се нарекувал ала турка и еден стил од новото време кој што се нарекувал ала франга, односно од влијание на западноевропската мода. И тој период за изучување кај нас локално е навистина интересен, бидејќи немаме се уште чисти изгледи. Може да се случи да имаме мешани изгледи. Например, некој облековен дел да биде под влијание на османлиската мода, а друг дел да биде под влијание на западноевропската мода. И тоа е навистина локално и многу интересно. Кај градската облека во 19-тиот век почнува да се чувствува влијанието на европеизацијата, кога занаетите и трговијата почнуваат да влијаат кај луѓето. Во тоа време се отвораат и текстилни работилници и бојаджилници. Во втората половина од 19-тиот век новотрасираните патишта во тоа време почнуваат да ги поврзуваат македонските градови. Македонија во тоа време се уште била под влијание на Отоманската империја, што влијаело и на самата облека. Облеката била огледало на прописите со кои турските владетели го регулирале начинот на облекување на сите општествени статуси. Во нашата земја модата почна благо да се изучува кон крајот на 20-тиот век и на повеќе факултети постојат оддели каде што се подготвуваат модни дизајнери. Факултетско образование, првите обиди постоја во 80-тите години, кога беше отворена Ликовна академија и таму предаваше Зорка Тодорова Младеновиќ,
која што е исто француско дете и нејзините знаења ни ги пренесуваше на Ликовна академија. Потоа што се случуваше на Ликовна академија, значи беше поделено, имаше 4 години уметнички смер и двете последни години беа смер каде што можеше да се одбере дизајн. Но потоа како тоа се случуваше, мислам дека таму веќе не се изучува мода, а на ниво науки на Универзитет Кирил и Методи јас доаѓам 2012 кога е прифатена новата наставна образовна програма каде што се воведени значи 7 нови предмети. Носиите се дел од материјалната култура на македонскиот народ со вековна традиција. Славјаните кога доаѓале на овие простори не биле во можност да се населат на низинските подрачја, туку морале да се населат малце повисоко во планините. Што значи дека селската жена морала да се снаоѓа од тоа што го има околу неа за да изработи облека за себе, за мажот и за децата. Значи, дали било тоа од органско потекло или од не знам, од земјоделско потекло, таа морала да направи предиво кој што потоа ќе го обои, ќе го исткае, ќе го изработи според еден специфичен крој кој што нема никаква врска со западноевропската логика на кроење и потоа секако и ќе го декорира. Сега, што се однесува до декорациите, сепак и во подалечните краеви поминувале патници, трговски патници, да ги наречеме, кои што носеле разни стакленца, монисти, украси, па потоа носијата се мешала со везени делови како што била срмата, така што да денеска ние дојдеме до еден облековен израз кој што е познат во целиот свет и кој што преубаво се чува во Бритиш Мюзеум, кој што преубаво се чува во Метрополитан, кај нас малце не толку убаво. Имаме, значи, приватни колекции кои што со своји средства ги собираат и чуваат народните носи, поединци, на кои што државата не сум слушнала до сега дека им помага. И го имаме, нели, музеот горе во Старата чаршија, каде што се чуваат артефакти во услови кои што претпоставувам треба они да си ги кажат. Меѓу наједноставните форми на китење на носиите е украсувањето со природни средства од најблиската околина, како што се босилек, џунџуле. Невестите на главата носеле венец од бршлен или букет цвеќе. Највпечатлива форма на украсување кај македонските женски народни носии се украсите со стари метални пари, чија појава е поврзана со раното продирање на стоково-паричната размена во македонското село. Во колоритот на македонските везови доминира црвената боја, која е особено карактеристична за мијачкиот вез во Прилепско-Битолско поле, Мариово и така натаму. За дебарски дримкол најтипично е портокаловата боја. Покрај црвената, најмногу е застапена црната боја, која е доминантна за везовите во Скопска Црна Гора и Долни Полок. Во комбинација со овие две бои, мошне често се застапени уште и жолта, модра и зелена боја, само како колористични ефекти. Посебно карактеристична е жолтата боја за везовите од кичевија и железник. Промените во колоритот, кои настанале главно поради употребата на индустријски бои од крајот на 19 век, условиле поголеми промени и во регионалните специфичности на македонските везови. Металните монети и накитот се користеле прикачени за плетенките на косата, аплицирани на парче ткаенина или редени како рибини лушпи во вид на масивни украси на градите. Многу украси од овој вид се поврзани со занаетчиското производство. Македонскиот народен вез јасно сведочи за творечката оригиналност на неговиот создавач, македонската жена. Како карактеристичен украс, особено на женските носии, најмногу се везеле кошулите и покривките за глава. Везовите се развивале и негувале на целата територија од Македонија. Во нивниот колорит доминира црвената боја, иако се застапени и зелената, жолтата и темносината. Во 20 век во Македонија, која е дел од тогашна СФРЈ, индустриализацијата се прави плански, вклучително и во текстилната индустрија. Локално, што би сакал да споменам во однос на свилата и сметам дека е важно да се знае, е
фактот што, например, во поствоена Југославија, во СФРЈ, кога имаме едно општество кое што има тенденција да се обнови преку работни акции и така натаму, не е битно како не е тоа поентата. Туку поентата ми бе фасцинирана кога гледав како плански се распоредувала индустријата, конкретно за Македонија. Во 50-ти години, значи, било констатирано дека имаме сточарство, агрикултура и дека имаме свилена буба. Во ред, 51-ва тетекс, со цел да се собере волната, да се направи предиво и да се направи ткаенина, а подоцна и се претворило во конфекција. Имаме памук во Штип, окей, македонка Штип, ајде, истиот процес. Имаме нончака мишова во Велес, ја владеете свилената буба производ по Велес. Значи, од 51 се до 86-та, кога ние имаме 65 фабрики со 56.000 вработени, плански. Мислам дека е огромна потребата во овој момент секој во својата позиција да делува плански. Денес чадорот најчесто го користиме кога врне. Во минатото се употребувал како додаток за заштита од сонце, но бил користен и да се нагласи општествениот статус. Според некои податоци, првично чадорите биле направени од ткаенина и имале облик на купола. Благодарение на патот на свилата, чадорот од Кина стигнал до Кореја и Јапонија. Што ви носиме во артикулација? Во минатото ладалата биле модни додатоци, статусни символи, па и начин на ширење на политичка пропаганда. Најстарите се смета дека датираат од пред 4000 години од Египет. Египјаните ги сметале за свети предмети, а во гробницата на Тутанкамон се пронајдени 2 детално украсени ладала. Оние на растлупување биле измислени во Јапонија во 7 век, но европејците не дознале за нив се до 16-тиот, до моментот кога португалците ги донеле на стариот континент. Европејците користеле фиксни, отворени ладала. Ладалата останале во употреба и во 20 век, честопати во комплет со вечерната женска тоалета. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Приказна. Ве прошетавме историски низ модата, низ времињата и низ нашава земја. До видување до следната емисија.